Граѓаните не знаат каде да се пожалат откако за одредена комунална, односно јавна услуга ќе добијат несоодветно објаснување од давателот на истата. Ова е еден од заклучоците на Организацијата на потрошувачи до кој дошле преку анкетата спроведена кај 500 жители на Скопје. Истото истражување покажало и дека дел од граѓаните не знаат кои услуги се вбројуваат во комунални. Останатите пак не се воопшто или се делумно задоволни од паркинг услугите, водоснабдувањето и топлинската енергија и од уличното осветлување. Нигде немате многу задоволни граѓани, значи негдека се на пола задоволни. Од јавното осветлување имавме доста големо задоволство, некои 50%, меѓутоа во урбаните средини. Во понеурбани средини нема такво задоволство. Знаете, луѓето немаат осветлување толку. Исто така имавме од топлификација, да речеме топлотна енергија пола. Организацијата на потрошувачи на давателите на комунални услуги им предлага да усвојат кодекс за фер однос кон корисниците и да воспостават систем за решавање на приговорите и поплаките. Организацијата смета и дека е неопходен нов закон за заштита на потрошувачите во кој прецизно ќе се дефинираат јавните услуги. Да се подобри законската рамка. Исто така сугерираме, особено законот за заштита на потрошувачи кој недоволно ги уредува услугите од јавен интерес и не се добро поделени. Значи не се поделени на оние на национално ниво, на оние на локално ниво, на комунално ниво, нема начин на решавањето на споровите да се даде, не постои значи можноста да се даде во законот на кој начин треба да се реши спорот, како и обврската на трговците за задолжително водење евиденција за поплаки и жалби од потрошувачи. На овој вид услуги според пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија отпаѓаат околу 10.000 денари од потрошувачката кошничка, која во февруари годинава изнесувала 32.000 денари.